На завршната инаку четврта поред презентација на проектот за управување со речниот слив на Брегалница, која се одржа денеска во амфитеатарот на Економскиот факултет во Кочани, беа посочени мерките кои треба да се презема за да се оствари зацртаната цел. Презентерите ја представија финалната верзија на планот за управување со речниот слив на Брегалница и малите инфраструктурни проекти од првиот и вториот повик. Ова е четврта последна презентација на проектот, каде што сакаме да го представиме драфтот на планот за управување со сливот, кој што е изработен во последниве 4 години. И исто така да представиме и другите резултати од проектот, односно малите инфраструктурни проекти, 15 во сите општини во Брегалничкиот слив и 3 мали инфраструктурни проекти од вториот круг. Исто така би сакале да ги представиме и резултатите од другите активности, од учеството на јавноста и во градењето на капацитетите на локално и на регионално ниво. За реализација на проектите се одговорни единиците на локалната самоуправа по сливот на Брегалница и Министерството за животна средина во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Изработена е така наречена програма на мерки, која што се однесува на 6 годишен период од 2015 до 2021 година, каде што се предвидени мерки кои што ќе го подобрат статусот на водните тела во Брегалница и исто така ќе подобрат квалитетот во целиот слив. Доколку планот почне да се спроведува, односно овие мерки, тогаш за 6 години ќе имаме подобрена ситуација на речниот слив, а за 2 циклуса ќе имаме посакувана ситуација во сливот. Финансиските средства во висина од 4 милиони франци ги обезбеди швајцарската влада, а со учество од вкупно 800.000 франци во реализацијата на проектот се вклучуваат општините и ресорните министерства. Треба да биде вклучено Министерството за животна средина и просторно планирање со обезбедување на доволно средства за да овие мерки сите се спроведат. Но исто така треба да бидат вклучени и општините кои што исто така играат важна улога и регионот, источниот плански регион во овој случај, кој што секој од нив има своја улога. Инаку презентацијата ја следеа представници на Министерството за животна средина, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, амбасадата на Швајцарија во Македонија, СЕКО и општина Кочани, како и заинтересирани од 15 општини во сливот на Брегалница кои се вклучени во проектот.